на Канал 8, добро дојдовте. Сериозно доцнење во изведбата на одредени инфраструктурни проекти во Кочани има поради доцнењето на избраните изведувачи на градежните работи. Од локалната самоуправа го потврдуваат проблемот, за кој и писмено и усно реагираат кај одговорните на фирмите, за да се избегне плаќањето казнени пенали. Тони Ајтовски со деталите. Градежните фирми што се избрани со тендерски постапки за изведувачи на неколку инфраструктурни проекти во општина Кочани доцнат со реализацијата на преземените обврски. Од локалната самоуправа, која е инвеститор на проектите, потврдуваат дека доцнењето на изведбата на градежните работи создава проблеми во комуналното уредување на јавните површини. Доколку договорените рокови бидат пробиени, ќе мора да се активираат и казнените одредби за изведувачите. За жал, изберените фирми одат доста споро, имаме проблеми со градежните фирми, за кои што имаме писмени дописи доставено, дека бараме и нема продолжување на роковите и така натаму, се со цел да направиме додатен притисок да овие инфраструктурни проекти бидат завршени во роковите што се договори. Направивме се, меѓутоа работите одат доста споро и проблемот не е во локалната самоуправа, бидејќи ние ги направивме сите наши чекори што требаше да ги направиме на време направени јавни набавки, на време изберени изведувачи, подпишани договори и очекувам дека со нашата одлука дека нема пролонгирање ниту на еден инфраструктурен проект, дека изведувачите навистина у крајен момент, бидејќи дел од проектите се веќе пред истек на роковите договорени, така да во колку не постапат ќе требат пенали да плаќат и очекувам дека со поголем интензитет ќе продолжат и да ги завршат објектите кои се веќе во тек. Меѓу проектите што беше планирано да се реализираат во текот на летниот период е токму поставувањето на подземни контејнери во централното градско подрачје. За овој проект јавната набавка е завршена пред неколку месеци, но градежните работи воопшто не се почнати. Исто така, бавно се реализира изградбата на втората коловозна лента од булеварот Стево Теодосиевски, кој треба да добие и 2 кружни тека на местото на постојните крстосници. Свечен настан со положување цвеќе на паднатите борци и учество на воениот оркестар и баталионот за почести на армијата. Општина Виница ја одбележа 77 годишнината од победата над фашизмот. Се одржа и свечена седница на Советот на општината. Со изведба на неколку маршеви и композиции на воениот оркестар на армијата и со настап на гардистите од баталионот за почести на армијата на Република Северна Македонија, кои ја изведоа точката Екзирцир, како и со други активности, како положување цвеќе на ослободителите и бранителите. Општина Виница ја одбележа 77 годишнината од ослободувањето од фашистичкиот окупатор. Делегации од општината, предводени од градоначалникот Ивица Димитров, положија свежо цвеќе пред спомен бистата на генерал мајор Кирил Михајловски Груица, кој на 30 август 1944 година, заедно со комплетната 4-та македонска бригада, дојде во Виница за конечно да ја ослободи од фашистичкиот окупатор. Димитров на сите жители на Виница им го честита празникот. Во изминатите години имавме доста богата програма во делот на овој празник, тоест во делот на ослободувањето на градот Виница. Оваа година, поради ковид мерките, моравме да се усогласиме и со програмата. Меѓутоа е за прв пат во Виница дојде војниот оркестар, баталионот за свечености, така да благодарам на министерката и на армијата на Северна Македонија, кои што наше барање ги испратија, дојдоа и едноставно граѓаните на општина Виница да видат еден друг дел од секојдневието кој што за прв пат се случува токму во нашиот град. На граѓаните на општина Виница им го честитам празникот, им го честувам делот на ослободувањето на градот и се надевам дека ќе бидат здрави, живи, да се чуваме сите заедно и да ги следиме мерките кои што ни ги препорачува Комисијата за здравство. Веднаш по свеченоста што се одржа на градскиот плоштад Ангел Винички, со сите протоколи и мерки за заштита од вирусот, се одржа свечената и редовната седница на Советот на општината.
Со полнењето на Штипското инфективно оделение и модуларната во Штип се појави потребата за повторно ставање во функција на ковид оделението во Кочанската болница. Истото е во посебен одел на интерното оделение и може да прими 25 пациенти. Во моментов се лекуваат 9, а следната недела е можно отворање и на модуларната болница во Кочани. Со зголемувањето на бројот на заболени со COVID-19 во целата држава, но паралелно и со полнење на капацитетите на инфективното оделение во Штипската клиничка болница и модуларната во Штип, почнаа хоспитализациите и во Кочанската болница, поточно на интерното оделение. Во интерното, односно оделението пренаменето во COVID, може да се примаат вкупно 25 пациенти. Во моментов се хоспитализирани 9 болни од COVID и сите се со полесна клиничка слика, информираше за Канал 8 директорот на болницата Александар Серафимов. Модуларната болница уште пред 10 дена е подготвена за пуштање, но Серафимов рече дека постојано се во контакт со инфективното од Штип и засега ги изгрижуваат на оделението во Кочани, но ако има голем наплив на пациенти, се очекува идната недела и модуларната болница во Кочани да биде ставена во функција. Во последните 24 часа во државата има вкупно 674 ново регистрирани случаи, од кои 7 во Кочани. Вкупен број на активни случаи на коронавирусот во моментов во Кочани се 124 и сите се со полесна клиничка слика. Вакцинацијата во вакциналните пунктови во Кочанската болница се одвива нормално и има доволен број вакцини и ревакцини од производителите Pfizer, AstraZeneca и Sinopharm, информираше Серафимов. Паралелно тече и теренската вакцинација на пунктови во селата и населените места, а за неподвижните и тешко болните лица, вакцинацијата се извршува и во домашни услови. Проработи нова дигитална платформа за интерактивна комуникација на граѓаните на Кочани со локалната самоуправа. Преку неа ќе може да се остварува контакт, да се доставуваат барања, како и да се даваат граѓански предлози до надлежните општински служби. За граѓаните од општина Кочани ставена е во функција нова интерактивна дигитална платформа наречена М-заедница. Таа им овозможува полесна комуникација со локалната самоуправа и доставување на нивните барања. М-заедница е платформа составена од мобилна и веб апликација, што нуди можност за директна комуникација со општината, интеракција со сите корисници на платформата и поврзување со социјалните мрежи. Преку неа, граѓаните можат лесно и брзо да влијаат врз акциите што општината треба да ги преземе, да аплицираат за тековни субвенции, како и да даваат предлози за подобрување на животот во општината. Дигиталната платформа нуди 3 нивоа на акција: пријави, предложи и аплицирај. Мобилната апликација е бесплатна и може да се преземе преку Google Play и App Store за корисниците на сите паметни телефони. До веб апликацијата исто така може да се пристапи и преку линкот www.mzaednica.mk. Граѓаните на општина Кочани можат да ја преземат апликацијата или да креираат свој профил. Со тоа ќе можат да придонесат за реализирање на подобра заедница. Апликацијата успешно се користи во општините Карпош и Валандово, а прилагодлива е за секоја општина посебно, на кој било јазик. М-заедница е дел од проектот за јакнување на капацитетите на локално ниво за носење одлуки врз база на податоци, што е имплементирано од Центарот за социјални иновации Блинк 4221, поддржан од Амбасадата на Соединетите Американски држави. Салонот за мебел Шипат стил во Виница отвори нов салон со проширен асортиман на 4 пати поголема површина од досегашната. Се наоѓа на влезот на Виница до шумското стопанство. На 1500 метри квадратни на нова локација веднаш до шумското стопанство во Виница, салонот за мебел Шипат стил отвори нов проширен салон под истиот назив, но на 4 пати поголем простор од досегашниот. На мини свеченост со кетеринг услуга од ресторанот Аледар, собствениците на Шипат стил ги пречекуваа гостите и своите купувачи и верни потрошувачи,
кои присуствуваа на отворањето на новиот салон на влезот на Виница до шумското стопанство. Сега на поголем простор и со проширен асортиман на лежаи и спални соби, гарнитури, детски соби, трапезариски маси и столови и се што е потребно од мебел, го нуди Шипат стил. Гарантираат и за квалитетот кој веќе е докажан, велат собствениците. Во пријатна атмосфера во саботата на големиот празник Пресвета Богородица, сите гости беа добре дојдени, а можеа да разгледаат се што нуди салонот за мебел кој е единствен со врвен квалитет на истокот. Забавата и свеченоста продолжи до доцните вечерни часови. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра второто коло од првенството во втората фудбалска лига Исток. Во соседското дерби во Винница, домашната Слога 1934 го победи Осогово со 1:0. Во неделата се одигра второто првенствено коло од есенската сезона во втората фудбалска лига Исток, во кое немаше поголеми резултатски изненадувања. Сите домашни екипи ги освоија бодовите, освен Прилепска победа која го порази домашниот Кожив и Братство и Беласица кои играа нерешено. На стадионот во Виница, Слога 1934 и Осогово го одиграа традиционалното соседско дерби, кое и припадна на домашната екипа по единствениот гол во второто полувреме. Средбата беше тврда и исполнета со чести прекини, за кои судијата Пларент од Тетово често немаше соодветни решенија или пак не ги санкционираше симулациите на повреди на теренот. Тоа придонесе наместо фудбал присутната публика да гледа неколкуминутни барања лекарска помош од фудбалерите на двете страни. Поради тоа се добиваше впечаток дека крајниот резултат и победата се во втор план. Единствениот погодок беше реализиран од пенал во 72-та минута, откако претходно домашниот играч беше фаулиран. Тој прецизно го упати ударот од 11 метри во гостинската мрежа. По двете одиграни кола, Осогово без бодови е на дното на табелата, додека Слога 1934 има 6 бода и е на третото место. Во следното коло, кочанскиот второлигаш на домашен терен ќе го пречека Новоилијата Братство, а виничани ќе гостуваат во Градско против новиот второлигаш Локомотива. Почитувани, тоа беа содржините за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.